Се очекува кон крајот на годинава да се воведе социјална пензија. Според првичните информации кои денеска ги објави СДСМ, сите жени кои ќе наполнат 62 години и сите мажи кои ќе наполнат 64 години, а не ги остваруваат условите за старосна пензија, ќе добиваат државна социјална пензија. Секој граѓанин во државата ќе има пензија, објавија денеска од СДСМ. Со оваа мерка од нивната програма сакаат да ја изменат сегашната ситуација на болните луѓе во возрастни години, кои немаат финансиска можност сами да се грижат за себе и затоа што не ги исполниле условите за пензија. Сите жени кои ќе наполнат 62 години и сите мажи кои ќе наполнат 64 години, а не ги остваруваат условите за старосна пензија, ќе добиваат државна социјална пензија. Државната социјална пензија на почетокот ќе биде во висина од 40% од просечната старосна пензија, а право на државна пензија ќе имаат граѓаните кои во последните 20 години живееле во Македонија, доколку просечната пензија е околу 13.000 денари, во тој случај социјалната пензија би изнесувала околу 6.000 денари. Штипијани сметаат дека оваа мерка е добра. Народот е сиромашен, нема пари. Доваѓа една женичка кај мене, динар нема, за леп тражи пари. Викам, нека да, те чека од овие што беа стечајците, нема решение уште. Уште нема решение да земе женичката. Жал ме, греме дада ми, па некој динар. Ја немам, ама кога дојде нели е така. Скоро станаме социјална држава. Према тоа, луѓето треба нешто да добијат. Има луѓе што се работиле по 30 години, по 27 години уште не може да земат пенсија. Треба да се уведе повеќето завода се над 50 години. Младите се толку зафанати со работа, а ние постарите сме под завода. И би требало да се уведе. Вие колку години имате? 58. И сум под завода. Според вас ова е добра мерка и ти би го решили проблемот? Па треба да го реши. Нас никој нема да не запосле на вие години. Оваа мерка е добра на владата. Позитивна мерка и очекувам да помогне на многу народ. Когато ти истрошени са. Работниците истрошени и тоа би било добродојдено за секој работник во Македонија. Пред 8 години Сојузот на Сдруженијата на пензионери го доставија овој предлог за воведување на социјална пензија со образложение дека околу 100.000 лица постари од 64 години во земјава немаат право на пензија бидејќи немаат минимум 15 години работен стаж, ниту право на социјална помош бидејќи имаат некаков имот. Поради тоа тие се натовар на помладите членови на семејството или се оставени сами да се сноѓаат за да преживеат. Актуелната власт пред изборите ветуваше, а сега остварува. Во населбата Баби, ветувањата локалната самоуправа започна да ги спроведува на дело, со поголеми вложувања во инфраструктурата во овој дел од градот. Во декември минатата година, после повеќегодишно паузирање, конечно продолжија активностите поврзани со уредување на градежното земјиште во стамбена зона Баби 6. Иако овие активности започнале во 2014 година, а граѓаните редовно си ги плаќаат комуналните давачки. По изведувањето на главната канализацијска линија на улицата 7, работите биле стопирани. Со налог издаден од мене, активностите продолжија онаму каде што застанале, при што се реализира до завршување на канализационата и изведба на водоводна линија на улица 7. Со тоа водовод и канализацијата на оваа улица ќе бидат завршени. Од вчера започна активностите за изведба на водоводна и канализациона линија на улица 6 и се очекува овие активности да завршат за 15 работни дена. Со ова обезбедуваме водовод и канализација за 22 стамбени објекти на улиците 6 и 7 во Баби 6. Со подобрување на временските услови улиците 6 и 7 во населбата Баби ќе бидат асфалтирани. Вкупната инвестициска вредност на овие проекти е предвидено да изнесува 7,5 милиони денари. Средства да се обезбедени од општина Штип по програма за уредување на градежно земјиште и буџетот на јавното предпријатие ИСАР од Штип. Градоначалникот Бочварски потенцираше дека локалната самоуправа воведува строго наменско, транспарентно, домакинско и одговорно користење на буџетските средства
преку редовно известување за сработеното. Општина Штип ќе гради по план, обезбедувајќи инфраструктура за сите, затоа што за сите граѓани сите нивни проблеми се подеднакво важни. Затвореник во бегство, приведен во Берово од Делчевецот, по кој била распишана и потерница, сторил 24 кражби во туристичката населба, а Бланица, каде бил и приведен од перовската полиција. 50-годишниот ЗС од Делчевското село Вирче бил уапсен од полициските службеници во Беровската полиција во туристичката населба Бланица. По него била распишана потерница поради бегство од Штипскиот затвор, но и поради сомнение на органите на прогонот дека лани од ноември до Водици оваа година во оваа населба сторил дури 23 тешки кражби и една кражба, кои полицијата ги подкрепува со направени проверки, вештачења и докази. Курцијален доказ за полицијата во случајот е што и самиот ги признал кривичните дела, откако полицијата влегла во неговиот дом каде извршила претрес. При претресот во домот на осомниченото лице во село Вирче Делчевско пронајдени и одземени се разновидни орудија и алати, како ножеви, секири, тесла, прехранбени продукти, ранци, торби и други предмети кои потекнуваат од кривичните дела. По извршениот разговор со осомниченото лице ги призна и го објасни начинот на извршување на овие дела. По комплетирање на случајот надлежните најавуваат поднесување на кривична пријава до основното јавно обвинителство. За се е спроведен во казнено-поправниот дом во Штип каде издржувал казна за вакви и слични кривични дела. За последниве 24 кражби го чека нова пресуда. Штетеници на дневните центри во Виница, Штип и Делчево во наредните 15 на дена ќе црпат искуство во Анкара, Турција, со кое треба да се подобри нивниот живот. Во проектот се вклучени младенци со посебни потреби од Норвешка, Азербејџан и Шпанија. Тројца штетеници од дневните центри во Штип, Виница и Делчево, заедно со своите родители вчера заминаа во Анкара, Турција. Во наредните 15 на дена, тие ќе црпат искуство од тамошните дневни центри. Покрај групата од Македонија, во овој меѓународен проект се вклучени деца и родители од Шпанија, Азербејџан и Норвешка. Минатата година 30 корисници од Штип и од Источна Македонија беа во Анкара и искуството е позитивно затоа што во целина не се разликува многу од нашето работење, меѓутоа формите на организирање за децата со посебни потреби е во поголем обем, односно нема по 12, 13 или 15 корисници, туку тоа се поголеми објекти, поголеми згради каде што на посебни сектори се поделени и таму партиципираат лица со оштетен вид, лица со оштетен слух, како лица со пречки во интелигенцијата. Работењето во дневните центри во Македонија не се разликува со работењето на центрите во Турција. Единствена разлика е што таму поголем акцент се става на групното работење, објаснува Здравков. Таму се става поголем акцент на групната во споредба со индивидуалната работа, затоа што децата се на поголема возраст и веќе го имаат поминат оној период каде што треба да се работи со индивидуална работа, да бидејќи ние се уште сме во фаза на индивидуален пристап и сметам дека е корисен за нас, бидејќи групно за да бидеш подготвен за групна работа потребно да бидеш способен за индивидуална работа. Тоа е малата разлика што има во вработењето кај нас и кај нив. И таму станува збор за лица кои што се со пониска интелектуална попреченост и можат веднаш да се вклопат со работно способување, бидејќи тоа представува работно производствена активност и се вклучуваат на пазарот на трудот. Во проектот се вклучени тинејџери и млади лица со посебни потреби од 17 до 30 годишна возраст. Откако на 8 февруари ќе се врати втората група, предвидено е да замени и последната група, со која ќе бидат опфатени уште тројца штетеници на дневни центри од други градови од источниот дел на државата. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска на пресконференција реагираше на бранот на поскапување, меѓу кои на нафтените деривати. Наместо подобар живот, СДС на граѓаните им испорача зголемени давачки. Зголемувањето на цената на акцизата на горивата за 3 денари по литар, заедно со ДДВ, представува покачување од 3,54 денари за литар нафта. Во превод, тоа би значило изголемување на трошоците за потрошувачката кошничка, зголемување на цената на превозот и повисоки цени за сите производи и услуги. Ова е само почеток во спиралата на покачување,
што неминовно ќе ја забрза и онака отпочнатата растечка инфлација и ќе ја донесе државата на колена. ВМРО-ДПМН будно ја следи актуелната владеачка политика и предупредува дека во време кога СДС води политика на постојано надворешно задолжување на земјата кај странски кредитори, истовремено ги преполови државните резерви, па трагедијата да биде уште поголема, таа води дополнителна внатрешна политика на постепено осиромашување на граѓаните, преку покачување на трошоците за живот. Во продолжение следува соопштение писмена реакција на пресконференцијата на Општинскиот комитет ВМРО-ДПМН од Општинската организација СДСМ Штип. Почитувани, во недостаток на идеи, Општинскиот комитет ВМРО-ДПМН Штип денеска очајнички се обидува да шири лаги во кои никој не верува. Не е точно дека зголемувањето на акцизата на нафтата ќе влијае на инфлацијата. Не е точно ниту дека значително ќе влијае на покачување на цените на мало. Сите енергенси во вкупната цена на производите учествуваат со 10%, а акцизата се покачува само на мал дел од тие 10%, што е незначително за вкупната цена. Дополнително со одговорното домакинско и успешно управување со финансиите, владата предводена од СДСМ ја стабилизира економијата, ги санира штетите од расипничкото владење на ВМРО-ДПМН и враќа повеќе пари кај граѓаните преку зголемување на минималната плата, враќање на ефтината тарифа на струјата, укинување на радиодифузната такса и други. За СДСМ зборот е збор. Парите ги враќаме кај граѓаните, за што сведочат и нашите сограѓани од општина Штип. Граѓаните на Штип од 1 јануари плаќаат за 5% пониска цена на водата за пиење, а исто така интензивно се работи на гасифицирање на градот, со што ќе се придонесе за дополнителни заштеди. Тоа се вистински видливи придобивки за граѓаните. Лагите од ВМРО-ДПМН се провидни. Граѓаните не веруваат на партијата што 11 години ги задолжуваше само за да се остварат криминалните интереси на Никола Груевски и неговите соработници, се вели во соопштението на Општинската организација СДСМ Штип. Либерално-демократската партија со ново раководство Горан Варадинов е нов председател, а Миро Кацаров е назначен за подпредседател. На денешната пресконференција од Општинската ЛДП истакнаа дека е во тек ажурирање на членството, а партијата за прв пат формираше форум на жени како и младенски огранок. А следниве проекти, следниве активности на ЛДП во Штип е тоа што зададовме една сериозна, амбициозна агенда да ги исполнеме сите програмски цели кои што одат во полза на граѓаните на Република Македонија и на општина Штип, кои се во духот на сплотеноста и мултиетничкото живење и соживот на еден граѓанин и своите и неговите права на живот и на подобро утре. Пред месец дена се формираше и форумот на жена Либерално-демократската партија, така да за прв пат во Штип имаме форум на жени кај што силно се мотивирани да ги застапуваат вашиве права, односно правата на жените, а сега се формира и Либерално-демократска младија, тоа е ЛИД. Штип ќе добие солидарен фонд. Општината ги повика институциите и граѓанските здруженија да земат учество и предложат членови во управниот одбор. Добрава ќе се утврдат принципите како ќе функционира и на кој начин ќе се полни, а времето ќе покаже дали солидарните фондови ќе им стават крај на лажните хуманитарци. Идејата за така наречениот солидарен фонд влегува во реализација. Општина Штип со сериозни намери кога станува збор за формирање на ваков фонд. На посебна сметка, граѓани и фирми ќе може да донираат средства наменети за ранливи категории на граѓани и семејства во ризик, на кои им се потребни средства за лекување или било каква друга парична помош за кои самите не може да одвојат средства од општениот буџет. Штипскиот градоначалник Бочварски денеска ги повика институциите, здруженијата на граѓани да дадат придорез во основањето на солидарниот фонд и да предложат членови во управниот одбор. Веќе имаме како општина Штип испратено барање до повеќе правни субјекти, до повеќе невладени организации да се вклучат во формирањето на овој солидарен фонд, бидејќи не сакаме да заземаме доминантна улога во формирањето на солидарниот фонд, но ќе ги вклучиме сите кои што се заинтересирани. Например, испративме барање до бизнис секторот, до невладените организации, до представници на Совет на општина Штип, до представник од општина Штип, представник на Црвен крст, лекарска комора
и до представници на медиумите. Практично ќе побараме од сите овие субјекти да дадат своји лица кои што ќе бидат вклучени во проектот и во одлучувањето на овој солидарен фонд, во управниот одбор практично кој ќе биде формиран. Основањето на ваков фонд ќе им биде од помош на граѓаните, велат штипјани. Да, треба такво нешто да има. На овој начин ќе помогнеме на оние на кои ми треба помош? Ако правилно се работи со тај фонд, веројатно ќе се помогне стварно на тие на кои што треба. Такви некои акции од посебно од страна на локалната управа, да мисля во вакви моменти, во услови како сега што живееме, знаеме дека поголем број од фамилиите немат никакви мостови или слаби услови за живот. Еден фонд од ваков карактер би добро дошол за секој наш граѓанин. Па било за каква била повреда, посебно за овие од здравствена природа што се. Како што имавме случај пред некој месец, да одредени фамилии поради лекување во странство, стварно секој наш поединец не сме во состојба да ги покриеме тие трошкови. Како надзорно тело во работењето на фондот за непречено и транспарентно работење ќе бидат вклучени родителите кои веќе биле засегнати со проблемот на обезбедување финансии за потребите на своите најблиски, истакнуваат од општината, од каде појаснуваат дека со изборот на членови на управниот одбор ќе се утврди начинот на кој ќе функционира солидарниот фонд, кој ќе може да користи средства, но и како истиот ќе се полни. Идејата за формирање на солидарен фонд е предизборно ветување, но се наметна и како потреба, откако граѓани и здруженија иницираа повеќе хуманитарни акции за собирање на средства за лекување на наши сограѓани во странство. Во општината годишно се поднесуваат околу 100 барања за помош, најмногу за лекување или санирање на последиците од пожари и поплави. Останува прашањето дали со формирањето на солидарниот фонд ќе се спречи појавата на така наречените лажни хуманитарки, кои ја злоупотребуваат положбата на некои семејства и од врата на врата собираат средства за личен интерес, на сметка и мака на оние на кои на вистина донациите од граѓаните им се повеќе од потребни. Фондацијата за развој на локалната заедница Штип реализира работилници со представници на Советот на општина Штип, општинската администрација и граѓанските здруженија од Штип со цел развивање методологија за распределба на средства од општинскиот буџет за поддршка на граѓански организации. Работилницата за развивање методологија за распределба на средства од општинскиот буџет е прва во циклусот од 3 работилници преку кои се планира да се заокружи процесот за развивање на методологијата, за потоа истата да се предложи до Советот на општина за усвојување. Со цел да се развие транспарентна процедура, која што ќе биде отчетна и пред граѓаните и пред невладините организации, општина Штип заедно со невладините организации денеска ќе работи на подготовка на методологија за доделување на средства од општинскиот буџет на невладините организации од ставката трансфер до НВО. Тоа е трансфер кој што сите општини, ставка кој што сите општини имаат, но општина Штип досега немаше развиено погодни механизми, да кажам така, имаше некаков механизам за доделување на средства, но тоа не беше направено заедно со невладините организации. Токму поради тоа, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во рамки на проект финансиран од Европската унија, кој што се вика Силни граѓански организации за позитивни општествени промени, организира серија на вакви работилници не само со општина Штип, и со други 15 општини, за да се донесе ваква методологија која што ќе биде погодна и за општината и за невладините организации, но најмногу од се за граѓаните на општина Штип. Невладините организации во Штип преку проекти ќе аплицираат до локалната самоуправа за реализација на активности кои се за развој на демократијата и процесите за подобро живење за сите. Методологијата ќе опфаќа начин како да се финансираат проектите од страна на општината кон невладините организации. Нормално понатаму што општината ќе финансира зависи од невладините организации, зависи од незините приоритети кои што ги има и колку ќе се најдат овие две работи, затоа што сепак општината има одредени стратешки планови кои што ќе настојува да ги финансира и ќе ги подкрепи со тоа и невладините организации. Овие активности се дел од проектот Силни граѓански организации за позитивни општествени промени. Финансиски се поддржани од фондовите на Европската унија, Фондацијата за развој на локалната заедница во Штип ги спроведува заедно со локалната самоуправа и со центрите за одржлив развој.
Успешно реализиран скијачкиот камп Научи да скиеш 2018 во зимскиот центар Банско, Бугарија, во кој учествуваа 80 дечиња од Штип, Скопје, Виница, Радовиш и Кочани. Во прекрасен снежен амбиент на бугарскиот зимски туристички центар во Банско се одвиваше традиционалниот скијачки камп Научи да скиеш 2018. Под менторство на професорите Мирко Јакимовски, Методи Петров, потоа Дарко Петров, Никола Позрилски, како и Димитар Дамевски од Виница, 80 дечиња од Штип, Скопје, Виница, Кочани и Радовиш во текот на 6-дневниот камп се запознаа и ги совладаа почетните вештини на скијачкиот спорт. Изобилството од снег беше инспирација за незаборавна дружба на децата, проткаена со најразлични видови на игра и на зимски екзибиции. Зимскиот скијачки камп е еден вид продолжение на летниот пливачки камп Научи да пливаш, која професорите Мирко Јакимовски и Методи Петров го практикуваат во летниот период во Александра кампот во Кавала, Република Грција. Со спортските информации ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието. Имајте убава вечер, пријатна.